Врти го компјутерот. Ти што се смеете? Брисач имаш пред тебе. Почнав да плачам. Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео. Денес снимаме трети дел на Стефан готви. Имам цела публика позади. Дај ми кецелата. Денес ќе бидам вака убаво опремен, затоа што ова е веќе трета епизода, небо за африканција, веќе стануваме официјални, веќе сме професионалци, така да еве денес ќе бидам вака. Денес ќе оправам моето најомилено јадење, полнете пиперки. Бог знае како, ама ќе се обидеме некако со помош од мајка што ќе суфлира од позади камера и некако ќе успееме нешто да направиме. Чекајте, сега ќе ве земам со мене. Состојки, зашто има два типа на месо? Месото си е едното, меленото што се прават во бурите, а другото мама го става само колку за вкус. Бојде тебе требаше да ти ставам микрофон. Едното месо да е главно, другото само за вкус да дај за шмекч. Да, тоа се тајните на мајсторот. Значи тајните на мајсторот, имаме едно месо тука, имаме друго месо таму. Имаме ориз, имаме кромид, имаме компир и имаме бабуди. Едно компирче излупи. Едно компирче излупи? Ама како се лупи со ова компир? Не знам, Стефан. Како се лупи? Ќе отиде цел компир? Не, влечи само, влечи. Само влечи? Так, само влечи лесно. Само влечи, пола компир ќе отиде у каната? Не, само лушпата, влечи. Врти го компирот. Врти го. Ама врти, ама не е досечено. Чекај, значи компирот е само за да се бабурата на крај се затвори, така? Така, за да не ти излегува филото од бабурата. До бабори дојдов. Кој знае следно што ќе ми текне да правам? Значи нели технички можам јас сега да исечам со нож до тука и да си земам тука крупчиња. Стефан не се чување туку. Значи јас ќе направам вака. И сега си правам вакви да... За да го затвориш, да. Ма може и со патлич. Колку е доволно дебело? Доволно. А може се затвори со патличен, кој како Може со сака? патличен, кој како си сака, да. Колку имаме? 5, 9. 1, 2, 3, 4... Што се смеете? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ова може мака да се бришам од гецала за да служи? Не. Брисач имаш пред тебе. Чекај за следно кромидот. Кој да го земам овие три? Пожелно е сите три да ги земеш. Сите три да ги земам. Да. Сега на најситно што можам? Кој знае што ќе биде ова? Многу себе три кромиди или не се многу? Не се многу повкусно јадењето така. Почнав да плачам. Како да не плачеш додека сечеш кромид, а? Тоа не е можно. Нели има финти нешто со наочари со нешто? Пушти го аспираторот нека влечи и нема да ти лути толку многу. Ама така ќе бучи се. Чува на пола, се вака на кришки. Вика. Стави го кромидот во тавата да не почне да ти лета од даска надолу. Ама многу крупни парче. Ако има крупни парче? Нема проблем, ќе се испршат. Види. Немам. Никако не ми иска чуба Легни кришка. половинката на даската и сецкај месечинки. Цак, 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 цак. Месечинки. Размисла што се месечинки. Зависи дали е полна, дали е млад месец. Следно, ево го цел кромид. Ја не знам што ќе се прави за околу 3-5 кила кромид, ама добро. Ставив масло, го мешаме ова додека... Што треба да добија боја? Да порумени, Да да омекне. порумени. Мешај. Остави го малце некако. Ова поише ми личи него купус од кога на кромид. И па така успешно исецкала. Остана појако да иде побрзо. Не, ќе го Ќе ќе те си загори. Ама Нема ли? да загори, јас сум тука. Не може да загори, а да го гледаш. Мешај. Стефан, бе, ама ли? Абе, не може Тука. за побрзо вака. Мешај, ајде. Абе, ќе ти си... Абе, тука сум, како ќе ми изгори. Ако појдам до веќе, ќе загори вака. Леле. Почну ова златна боја да си добива. Да демонстрираме. И сега, цело ден само чуклю. Стефан, малце по малце ставај. Зошто? Цело ден, слушај. Може. Снимаш Дило? Снима. Само немој кромидот да скокне. Добре, Стефан, бе. добро е. И сега ќе си го скршам. Да го додам и другото месо или прво ова? Не, убаво сега мешај да се изедначи со кромидот. Да го кршам вака? Да, убаво да се иситни и да побели месото кога ќе го мешаш. Да го стана појако. Не, Не, доволно. он би пржал цело време на макс. Ја видам, ако има 12. Зашто да не пржам на најмногу и слабо да мешам вака? Нема никаде загори. Да. Нели?
Како што си успешен ги делите на сите 4 рингли. Ова личи сега дека е готово. Значи сега одмah го додам ова. Да. Значи следното месо иде внатре. Жглюк. Дали сега да му додадам одмah орис или не? Соедини го убаво и ова месце. Шуба почна да мириса. Тоа е се пожелно, за вкус и за шмек. Ние го правиме најубаво да е. Ајде, додади го рибчето. Оризот, цел го истерам? Цел. Повисок сум. Ако е можно Што има врска? Од страните, фати лажицата од страните. И уба, ете така, соединувај. Ми падна раката веќе немам. Соедини Што го го оризот. мешам вака како ајва? Ајде додади го доматното пире и пак соедини се. Упорно свиеш упор колку висок. А што има врска? Доматно пире. Тоа на почеток со стојките не го кажав, мислам дека. Ама иде доматно пире. Тргни ја тавата малку на страна и додавај зачини по желба. Ете така. Сол. Ставиме сол, не знам дали се види. Сол, бибер. Кажи стоп. Добро. Доволно. Следно, Тај лук во прав. кое е тоа? Не паѓа. Не паѓа. Да не ти е... Не може... Цело е внатре такво. Е па тоа... Зашо е такво внатре? Па се овакво, се Многу стврнало. благо. Сега ќе тече. Кажи стоп. Добро, Макдоналдс. Ова? Кажи стоп. Добра. И црвен пипер и готово. Тоа можеш повеќе да стави. Иде? Кажи стоп. Стави, стави. Кажи стоп. Стефан, не, цела кујна ќе испрска. Кажи стоп. Добро. Ајде, соедини го убаво. Ајде да го соединиме. Ама ти овие со рака ги буташ. Ја го фатам со рака ќе оставам раката тука. Може да го исклучиш поретот. Толку готово? Да. Што би се рекло на 9 часот. Тука? Така. А ова на колку? На макс, на 250. После ќе го намалиш. Тоа ќе загре. Ова ја мушта да го мешам или не? Не. Готово? Тргај од страна, зимај тава и И лажица. сега... Земи лажица. Ова ми е, нали? Нормално дека е миена, мајне. Земи ја тава да и расшири го заиден. Ето, како тоа. Абре, ова готвач ли е што ли? И сега, зијам бабура. И зијам лажица од тука. Колку ми се фати, што ми се фати толку, а? Не, треба да ја наполниш бабурата. Нема, колку и да ми се фати, ставам, така? Така. Полнам најмногу што можам да собере? Не многу, за да има место да се навари оризот. Доволна. На месото, Доволна. да не требаше да зачиниш уште. Да Доволно не се е. изгорам. Па тоа се пробува пред да направиш. Убаво е. Во бабурата треба да оставиш место за да се навари оривчето. Убаво е. Значи не треба до горе да ги полниш. Значи толку или? Да, за да има место каде да се навари Му орив. ставам поклопче? Да, да оставиш. Вака само? Па не да го шлапнеш убаво да го затвориш. Иначе ќе ти истече Му ќе се цело. скрши. Така, нема, полека. Внимателно. Е! Одлично, успешно, ајде. Види, види. И да Успеш. стои вака или вака? Ајде, нареди ги сите, па ќе им дадеш правец после. Види, му се распаѓа, му тече од страни. Абе, Добре, шо има одлично. врска? Секи иде го источ кембе. Тогава ќе остане. За овие ќе имам најмногу критика на сам себе си, ќе ги оценам онака најреално. Ако не се добри, одма ќе кажам. Како се разготава. Убаво е. Ама гледа колку Легни си остана ги, вака. легни ги. Да ги легнам. Вака една кон друга можам? Можеш. Ете така. Сипувај над нив. Над нив, вака. Да. Ова да ставам. Ете така. Одлично. Убаво завиткај ги од сите страни. И на печење. Дај тоа ти е поблиску. Ајде. Сега печеме колку време на колку минути? 30 минути на 200 степени. Уф. Епа, пази. Само да оставам вака? Да, пази да си изгориш. Пази да си изгориш. Многу ми измачите ви на мене. Јас мислам дека на крај пак ќе биде превкусно и дека јас пак си правам се превкусно. Ти што ќе кажеш за моето тирамису и за шпагетките, за макаронките? Чиста десетка. Стварно. Изненадувачки чиста десетка. Сигурно имаш некоја си замрка така да кажеш ко види го како меша, види го како му бега, види го. Принципот да, али вкусот на крај. Изненадувачки задоволителна ствар. Ајде сега медитација пола сат. Овие изгледа дека се конечно готови. Ете, добро. Како ги дежешко. Ти реко, стај ги врз даската кај што се чеш. Еве ги како личат. Јас мислам дека се совршени. Ајде ќе дегустирам вака стоејќи. Еве.
Само ако не биде убаво. Сега ќе биде многу жешко, а? Нормално е, те го чури. Дуваш. Еј. Ама чури. Како лечи. Разварено чури. јоривчето и мефцето. Готово. Пликови напри на јазикот. Осмех. Добро е. Ама Добро или одлично? како да ми фали сол. Па ја ти реков да го пробаш месото. Тоа е до тебе. Како да ми фали сол малце. Добре се. Која е оцена? Од 1 до 10 може дека е многу жешка. Вкусот ќе биде малце да се залади. 7,5. Што? Па не знам. Не, може ајде 8 нека биде. Како за прв пат? Добро. Кога за прв пат е одлично. Задоволително и осмица, добро. А може би кога би била скроз онака поладено би ми било побаво. Да. Сега јадам прежешка. Фали сол. Тоа најмногу фали, иначе Па ја ти реков да го пробаш. вкусно е. И меко и убаво е се. Добро. Осмица. А што би рекла мајка се достава, не се вади. Така е. Се достава, не се вади? Да. Да. Добро, тоа беше тоа за ова видео. Пишете што сакате да готвам следно. Пишете ми која ви е вашето милено јадење и пишете ми како ви се допадна моите полните пиперки. Ставете лайк, ставете субскрайб уште вакви видеа. Ние се гледаме следно. Чао!